Таа се вратен Дарко Јан Спасов, од директорот на Театар Комедија. Театарот Комедија е дефинитивно уште едно прибежиште каде што некако ни се задолжителни насмевките и чинам дека тој самиот вели да, така и треба да го започнеме утрото, слушајќи ги сега експертите на спиење доктор Гудна и ти Сања. Не само спиењето, насмевката. Велат кинезите, човек треба да има насмевка на лицето и тогаш никогаш нема да знаеме што чува зад себе. Подобро и полесно се комуницира со насмејан човек. А Театар Комедија тоа го прави, ние сме... Вашата цел е тоа? Па не само цел, тоа веќе кредо, тоа е веќе така живееме. Да, ја чинам дека тоа е вашето гесло. Насмевката пред се кога влегувате во театар, нели? Така. И кога излегуваат. Задоволни луѓе. Ние минатата година имавме 30.000 публика. Тоа е убава бројка. За сите тие представи убави кои што сте ги ставиле на сите ни се убави. Како не? Искрено нема збор да не се даде ли аплауз за било кој културен објект кај нас кој што е бастионот или можеби на тие културни мостови. Меѓутоа, вистина, задолжително е насмевката и знаеме дека излегуваме од Театар Комедија. Бебе, кога ги гледам сега вака представите и така натаму она што ви е на репертоар, практично вистина сакате да биде едно прибежиште каде човек ќе се релаксира од сите дневни можеби актуелни задачи кои што ги има и теми. Да, ние да речеме во нашиот театар се и колегите од Турски театар. Ја делиме сцената. Убаво функционираме и ние некаде од 100 до 110 пати годишно имаме на репертоар наши представи. Би имале уште повеќе, затоа што публиката е желна. Особено тоа забележавме од кога го објавивме системот на електронска продажба. Буквално за 10 минути се распродава репертоар. Значи сето тоа направи бенефит во поглед на... Така. Но зборува и за желбата на луѓето, да избегаат од секојдневието и да погледнат добра представа, а тоа кај вас го има. Во нашиот театар имаме, според статистиката, 75% се млади помеѓу 25 и 35 години. Тоа е публика... Зборува за публика? Да, тоа е публика која што доправа ќе се развива, ќе расте. Ќе делува. И со нас, и ние. И тоа е мощен силен ветер во едра ни даваат. Затоа што театарот нема смисла ако нема публика. Тоа е како кров. Кровната позиција на театарот е да има актери и цела ансамбл, ние сме 88 луѓе, од тие се 25 актери, и сите работиме до тој аплауз. Една театарска представа, еден чин, тој се случува сега и завршува. Не е филм да го вратиш, тоа е жива материја. Од другата страна на тој кров е публиката. Таа интеракција е безмилосна убава. Јасно. Дарко, како би опишале сега да речеме уметничката визија на Театар Комедија, можеби и за сезоната која што ја започнавте веднаш по летото, некако гола месечина, секој пат ми е предвестник дека завршува едно поглави и започнува нова сезона, што јасно можеби ќе биде она што ќе направи разлика, дистинција помеѓу претходната сезона, иако дел од представите ние не сакаме да замине толку така лесно. Си остануваат во редовен репертоар. Така. За следната сезона, односно следната година, така би рекол, ќе се фокусираме на македонската драматургија. Тоа значи ќе имаме 3 проекти македонски и тоа сме најмногу среќни дека така ќе ја форсираме нашата домашна продукција, да. Имено. А кога веќе споменавте за драматургијата, како можеби и вие, бидејќи во вашето резиме, вие сте и драматург, меѓу другото, нели по вокација, можеби... Имам трема. Кога работам во театар, имам трема дека на крајот треба се да биде добро. Така сите правиме. А дали да речеме ни става призма... Тоа е тимската игра, затоа што театарот е баш тимски играч. Дали можеби вие како драматург знаете во сооднос со целиот ансамбл на Театар Комедија да го ревидирате и направите новиот репертоар, можеби да речеме? Целиот тим, ние сме тим. Во театарот е тим. Сите ние работиме, се договараме што ќе правиме следната година. Дали до крајот на оваа година ќе има уште некоја премиера? Ќе ни кажете која и она што веројатно многу ги интересира гледачите, беше најавувано дека ќе има реконструкција, но тоа не значи дека репертоарот ќе згасне или ќе прекине или дека нема да можат луѓето да појдат во месец ноември да гледаат представи. Беше новината дека ќе се реконструира гледалиштето. Од 1 до 20 ноември ќе правиме реконструкција на гледалиштето. Добра. Ќе се сменат столчињата затоа што тоа е многу можне битно за нас. Можне битно за публиката. Ќе се смена столчињата и подот и на 28 ќе имаме премиера на полската представа. 28 ноември? Ноември.
Значи со новото гледалиште. Столчиња, да. Добро, за која представа станува Се збор? работи за Ивана, принцезата од Бургунд, од полски автор, Витолд Гомбрович. Добро. Како е замислата, кој е тимот, кој игра или Ќе можеме видите на 28. нешто да откриеме? Не, добро. Веќе се пуштени карти Помошна. за продажба за таа представа. И како се одвива? И таа е распродадена? Се продава. Да, тоа е многу Побрзајте. интересен феномен дека понекогаш веројатно е и тоа дополнителен мотив за актерите кога представите се распродаваат пред да бидат видени. Истото се Така, случуваше да, со 12 во Македонскиот народен театар. кај нас сега со аматери и така бројни натаму, представи да. во колку тоа претпоставам дека Импонира. многу годи, Тоа е да. супер. Да. Нешто Импонира морам и да може би кажам правиот дека збор. ние немаше да го реализираме, односно нема да го почнеме проектот на реновирање ако не ни помогнаа полската влада. Тоа е полска помош и Адам Мицкиевич институтот ни дојдоа на една од премиерите од полската амбасада и рекоа: "Вие имате прекрасни представи, ама вие немате убави столчиња." Значи тие самите Тие тргнаа и иницијатори. така тие ни одобрија 2 милиони денари и нашето Министерство за култура и туризам ни одобри 5,5 милиони денари, така што премногу среќни. Да, ќе подложи на А во реконструкција. периодот од 1 до 20 Да, каде ќе може да се на мала каде ќе се сцена. одвиваат, значи повторно во истиот објект, но на Да. малата сцена, претпоставувам со намален да, малата сцена капацитет за диктира, публика, да, нели? некаде 80 столчиња. Ние сега имаме 333 столчиња. Капацитетот ќе се намали поради габаритот на новите столчиња, на 305 ќе дојдеме. Безбедносни причини и комфорт Да, ќе добие да. целото гледалиште. Да, да. Имено, мислам дека едно од најбавите теми, Дарко, значи во моментот се реконструира гледалиштето. Така. Делот постојано велите вие дека во текот на календарскиве години се менуваше малку структурата внатрешната Да, нели, да, на да. театарот комедија. Направивме нов тоалет, тоа е. Може да се пофалиме. Леле, во 21 век со тоа ли да се палиме? Тоа е најстарата зграда, аортата на културното живење во Скопје. Тоа е зграда изградена по 1965 година. 65 година. И во тие 60 години поминале повеќе од 2,5 милиони публика. Тогаш биле на почетокот операта, драма, филхармонија. Толку на оваа сцена. На оваа сцена. И таа идеја дека треба да го зачуваме тоа што го имаме, не треба да рушиме па да градиме ново подобро. Не, ќе Да го обновиме реконструираме. она што го имаме. И не случајно ни велат некои злобници од секаде дека немаме традиција. Да, ние треба да си ја чуваме. 60 години е зградата, уште 600 може да биде ако добро се одржуваме на жира. Така е. Ниту еден театар не е срушен. Бург театар, Јасно, драма јасно. Лјубљана, никој никаде не руши. Јасно. Тоа што го имаме, ќе го зачуваме. Јасно, исто како и нашето студио кога подложи на мала Убаво е. реновирање или мал она интериерот да го премине што се вели. Како го мерите, Дарко, успехот на една сезона, да речеме економски елементи, полни гледалишта, критика или можеби друг индикатор врие врз Внатрешната енергија. Ние сме млада екипа, млад театар. Ние сме формирани пред 12 години, 13 години. Има ентузијазам, тоа е многу битно. Ентузијазмот е тоа Тоа е што не движечка влече. сила. Да. Секако публиката дека имаме огромно, секогаш продаваме. И со средствата од продадените билети ние може да реновираме. Полека, но реновираме. Да. Пред малку споменавме дека вчера се врати од Лион. Лион, да. Да, што се случуваше таму, бидејќи повторно е поврзано со Македонија и театар театарот и комедија, со Македонија се разбира. Зашто станува збор, Дарко? Бевме ќе донесе тоа? Бевме на Генерална асамблеја на Евродрам, тоа е мрежа за превод на драмски пиеси и на производство, односно авторство на нови пиеси. Тоа е мрежа Евродрам од 30 држави во Европа и се преведуваат од сите јазици театарски, односно драмски текстови. Добра. И на таа Генерална асамблеја ние се договоривме следната година театар комедија и, односно Македонија, да биде домаќин на таа Генерална асамблеја. А Тоа е оваа година фантастично. беше во Лион, Лион, да. таму се држуваше, имавме нешто представници од Македонија во Да. смисла кои драми беа таму предвидени? Мислам драми. Тоа беше само Генерална асамблеја. Аха. Бевме тројца од Македонија, професор Иван Додовски, актерката Катерина Коцевска и јас како членови на Македонскиот комитет. Катерина Коцевска читаше извадоци од македонски текст, од Ана Трпеновска.
И така некако ги шармиравме сите дека дојдете во Скопје, дојдете. Да видите што може да понудиме. Ние таму бевме во 2 театри, домаќини, и ми реков, сами театар комедија ќе ги пречека сите тие некаде 30 држави, представници. Рековте дека со 30 други установи сте биле во Лион. Се вмрежуваме, тоа е вмрежување, да. И како да речеме се добива статусот да се биде домакин, да речеме, пошто велите ги шармиравте, меѓутоа претпоставам дека треба да имате и некаква тежина, како што има театар комедија. Македонскиот комитет на Евродрам е мощне силе. Ние сме 5 члена и сериозно лоби. И ние сме спремни да ги дочекаме следната година сите кај нас. И тоа е преубаво, ни веруваат дека ќе биде така. И што би значило тоа за сезоната и за театарот комедија? Тоа значи стануваме дел од цела Европа, цела мрежа на пред се на автори кои што пишуваат во своите оригинални јазици, адаптирани на македонски и преведувачи кои што ги преведуваат на секој матичен јазик. Тоа е убава мрежа. Евродрам. Има интерес за преводи на наши текстови да се играат во... Да. Наречеме некој кој би ги спомнале? Вака, се работи за тоа дека една година се избира во Македонија автори на драмски пиеси со текст, добро, а следната година се избира превод од странски јазик на македонски. Така што секоја втора година ние избираме текстови, комитетот, и тие автори потоа ги пласираме над сите други, дали знаат македонски, дали може да преведе, дали не, ние го пласираме. Значи, речеме, имаш од Финска, од Норвешка, од Естонија. И се интересираат, се разбира. Да. Фантастично. Пред малку споменавте, уште една премиера не очекува вас, нас, сите луѓе, сите љубители на театарот, на комедијата, на уметноста на 28 ноември. Да, таа е од проектот на Министерството за култура. Потоа имаме уште еден на 3 декември. Тоа сакав да прашам. Копродукција. Дали има уште некоја премиера до крајот на годината? Тоа е копродукција со Театар Перипетија, Нина Николич режира. Одлично. И 2 надворешни во ноември. Исто во декември? Во ноември. 2 на мала сцена ќе имаме, тоа се наши надворешни соработници. Одлично. Дали како институција во една театарска сезона колку премиери треба да понудите? Ние имаме 4, 5, зависи. Во една сезона? Да. Најчесто добиваме поддршка од Министерството за 3, но од сопствени средства, односно тие секако се средства на Министерството за култура и од продажба. Но ние форсираме да се работи. Актерот мора да работи, сите мора да работи. Апсолутно. Дарко, тоа ве одржувам. Да, има некои представи кои што не сакаме да заминат од репертоарот и така ги оставате, да речеме, да бидат вечни хитови. И зато се играат само еднаш во месецот или на 2 месеци, а публиката ги бара. Именно, и јас знам дека некој пат на ансамблот, односно на актерите, на вашите колеги, некој пат може да им здоде некоја представа, бидејќи ја игра на не знам колку пати, меѓутоа претпоставам поради тоа има веќе нели еден убав експеримент. Земете си карта еднаш месечно за тие одредени представи. Кој е 10 години се игра, да речеме, стујардеси. Потоа тука вардарски пастови. Така што си имаме една традиција да го занегуваме она што е мощно актуелно. Добро, и се менува публиката, се менуваат генерациите низ годините и убаво е тие проекти кои што не замираат и дополнително понатака низ годините да се одржуваат. Но секогаш треба да има нова инекција, нова естетика, нов текст. А и тоа го очекува публиката, го бара. Се разбира. Да, покрај добрите представи очекуваме уште нешто ново добро. Ние сме национална установа, ние се грижиме за таа репертоарна политика да понудиме за сите видови публика, за сите видови реципиенти. Така. Некој пат се случува, ќе се сложи Дарко, дека некако стануваме верни фанови на конкретната кастинг екипа, конкретно станува збореве да речеме стујардеси и така натаму и емотивно сме поврзани со ликовите. Дали некој пат еве се случува дел од актерите веќе нели се во друга повозрасна фаза, па сакаат нешто друго да испробаат? Еве во случајот некако стујардеси не е тема, да се промени екипата, а да сепак да се задржи стујардеси како тематика. Сега за сега тоа не би го правеле. Направивме оваа година во мај, дојде словенец режисер Владимир Јурци и се обидовме да направиме прв пат представа која што е составена од 2 екипи. Тоа е експеримент. Со Роберт Ристов во едната екипа и како се викаше представа? Вистината од Флорин Зелер. Така што тоа е интересен момент, експеримент и ни успеа. А некогаш може да се направи промена помеѓу актери во случај кој е
некој болен можеби или нешто се случува, да. Не спиел добро. Да. Не спиел добро. А инаку добро што го споменате вистината, затоа што тоа беше ги погледнав и двете представи и различен е амбиентот. Различно ги доживувате. Различна енергија носи секој актер со себе. Се служам. Што е, да речеме, по оваа премиера, да речеме, во следната календарска година? 3 македонски актори. Тоа е најубавото нешто. Не, ми беше муабетот за колаборациите, можеби со независните театри. Многу често, нели, тоа се случува, да речеме, како размена на искуства. Голата месечина, како проект на театарот комедија, за мене е можеби едно од најубавите кои што пошто се издвојува можеби театар комедија во тој период. И тука имате вие можеби размена на искуства и други театарски нели ансамбли да гостуваат. Дали такво нешто ќе се прошири можеби? Гола месечина ќе добие можеби некаква своја брат сестра како Па не, тешко се менаџираат. Тоа е еден многу сериозен проект Гола месечина кој што 12 години го работиме заедно со финансиска помош на општина Ајродром. Така. И тоа е, ние се отвараме, го носиме театарот надвор од таа кутија во која што сме, во театарот, и го носиме во Ајродром на отворено. Минатата година имавме 4000 публика. Ова година 3700 публика. Така што во периодите кога е премногу топло, кај нас температурите знаат да бидат високи, излегуваме надвор. Гола месечина е меѓународен фестивал. Имавме од ова година од Хрватска, Србија и од Босна и Херцеговина и македонска представа. Отворени сме и за независните продукции. Секој што сака да работи, еве сцената, повели. Така се работи. Добре дојдени сте. Да. Толку е едноставно. Да. Кога би те прашал лично, каква улога има денес младите режисери и млади актери во новиот, да речеме, репортар, претпоставам дека подмладок секој пат нели сакат и се случува, дали имате можеби идеја, не знам дали сте имале досега некаква програма за менторство или инкубација на млади таленти и колку веројатно да, некако не во таква форма, но да речеме представата сега за полската представа Ивона принцесата од Бургунд ја режира млада режисерка. Тоа е Билјана Радиновска. И бараме тим од помошници, да речеме асистент на режија, потоа продуценти, млади луѓе. Тие, секој што тропнал и рекол јас сакам да работам, ние сме отворени, да. Прекрасно. Колку е предизвик денеска, Дарко, да имате установа цел заедно се како со тимот да се создаде репортар кој што постојано ќе биде забавен, хумористичен, културно значаен, ќе речам, а воедно да ја задржи таа специфична духовност на самиот театар. Да се биде постојано во вибрација на комедија. Да, не треба постојано да се форсира тоа дека секогаш треба да има насмех, секогаш треба да има како се вели длабоко смеење. Некогаш тоа е, ние сме жанровски театар во кој што во таа палета на жанрот комедија има повеќе нивои, имаме црн хумор. Некогаш не е смешно, но предизвикува, најубавото нешто е што предизвикува и заразува. Не е тоа ефтин начин на комуницирање со публиката. Се бираат и, да речеме, пиеси кои што така може малку да го и позамисли при смеење, кога се смееш да си речеш, ама ова може би не е ни смешно, а јас се смеам. Убаво кажано. Да, убаво е, извини, се отвараат општествени прашања кои што сите не мачат. Така, да, тоа сакам да кажам. А преку гледањето една добра комедија која што има различни нивоа на хумор, како што спомена и ти, различно ги доживуваат луѓето и ама на некој начин веројатно го постигнуваат она што и глумците и целиот ансамбл го сакате, тоа е да потикнат по некој размислување кај реципиентот, како рековте вие. Ние имаме 45.000 следбеници на Facebook и некако 15.000 на Instagram. И постојано поставуваат прашања, постојано прашуваат кога ќе биде ова, кога ќе биде она. Тоа е така го свртевме погледот кон нас. Театар комедија стана мощне сериозен чинител. Сериозен, Како не? Мислам, сериозно имате фан база која што редовно сака нели да ги посети. А Скопје голем град, има 700.000 жители. Така е. А сцената има, односно гледалиштето 333, сега ќе бидат 305. Не може сите, па се лутат, па не може да дојдат до билети. Јасно. Дај Боже да биде така и да струи таа енергија. Да не го воведевме системот на електронска продажба, сега кој ќе го објавивме репертарот, ќе имаше редица до Нова Македонија. Јасно, и тоа
Тука мислам дека скусивте нервози за многумина, знаете, бе распродадена е, нели, ќе се стави повторно, нели, нов датум. Меѓутоа, вистина ве како што споминавте, театар комедија често успева да спои таа леснотија на хуморот со сериозни теми во секојдневието. Дали сметате дека можеби тоа е вистина, Дарко, неговата сила да зборува за тешкото преку смеа? Иако велиш, сепак сме стресно општество, не само ние, туку светот генерално гори кога ќе видиме. Да, ја тоа забележав во Лион, луѓето се понасмеани од нас. Таму има премногу театри, таму има премногу слобода. Тука многу политика се пласира во медиумите. Тука има премногу обложувалници и казина. Таму се сетив на една работа, епитафот на Јане Сандански. Надгробната плоча пишува: робот се бори за слобода, а слободниот за совршенство. Треба да направиме тоа е премногу идеализирање, ама треба да стремиме кон тоа да бидат работите добри, подобри. Ако не бидат добри, ќе бидат лоши, тоа е дефинитивно. И секој од нас, секој чинител е битен. Тоа е систем на споени садови. И театарот е еден дел. Ние го бодриме општеството. Ние даваме верба дека работите не се толку темни. Може би се, но ако ги погледнеме поинаку, ајде, нека биде добро. Треба да одлучиме само да биде добро. Прекрасно. Убави теми начнавме. Прво многу се радуваме дека Македонија ќе биде домаќин во пресред. Дај Боже се оствари тој статус на европска престола на културата. Ќе биде и тоа. Добра мисла и ќе биде. Имено да и се тоа. стремиме кон добро. Да, имено нели само сакаме да се случи универзална, што поскоро да се случат повеќе културни центри кои што нели ќе го зачувуваат, можеби нели да бидат бастиони на културата. И имено баш во пресред на европската година, нели кога не очекува на културата, ова е уште едно убаво одличие за театарот комедија, заслугата ваша како драматург и целиот ансамбл театар комедија што ќе имаме прилика да бидеме домакини на чекор по чекор, baby steps. Ништо не се случува. Бебешките чекори веројатно се покажале во историјата, поучени од искуството дека носат напред. Мислам дека и јас и Цеце ќе се сложиме кога станува збор за утринската на Телма како проект. Дарко, благодариме многу. Поздрав до целиот ансамбл, се гледаме на вашата сцена. И јас го поздравувам театар комедија. Значи новата премиера на 28 ја гледаме со ново гледалиште. Прекрасно.